Импресивната приказна спакувана во хартиени рамки, насловена "Годините кога научив да летам" од младиот кумановски книжевник Милош Димковски, кој твори под псевдонимот Евгений Хоуп, беше промовирана пред кумановската читателска публика. Романот се базира на едно несекојдневно авантуристичко патешествие на авторот. Патување низ Европа, автостоп, речиси 3 години. Тоа пак резултирало со емотивен, искуствен, социјален и експресивен набој на Хоуп, преточени на речиси 300 страници документирани параграфи на печатарот и двојно повеќе неиспишани приказни меѓу редовите. Отворени секој што ќе го прочита делото да ги предпостави можните случки на патот кој го трасирал животот. Самата приказна започна од 2014 година кога за прв пат решив да пропатувам автостоп. Во моментот кога слушнав еден повик за спознавање што на почеток воопшто не беше дефиниран. Така со текот на годините и сите 30.000 автостоп километри доби облик што ја создаде годините кога научив да летам. Човекот кој патува во книгата е номад во модерното време на асфалтни траектории, кој со сета жештина на креацијата е во потрага по местото каде душата ќе биде спокојна и ќе се задоми. Тоа е приказна која се раскажува за Михаил, кој на еден хипи настан наоѓа рачно напишано книжуле и во кој зборува за некој утопистички остров. Самата проекција и убедување на тој остров дека токму таму ќе најде својата припадност и вдоменост го тера да се пушти во една потрага која го слика сите филозофии на животот, како да научиш да живееш со самиот себе, како да ги победиш сите мисли, едноставно како да престанеме да ја условуваме среќата. 25-годишниот кумановченец, кој најави дека продолжува со авантурите низ земјината топка, посочи дека веќе е зацртана и следната дестинација која според него ќе инспирира нови страници за неговата читателска публика. Па годините кога научив да летам е едно погледе од мојот живот што дефинитивно со тоа го завршувам и отпочнувам ново. Значи веќе се засити во сите патувања во Европа, така што верувам дека следните патувања ќе бидат во Азија, на пример, и од тој момент ќе црпам нови авантури за да можам да создадам некоја нова приказна. Книгата е во издание на Матица, а ова е второ романескно дело на Димковски, кој во 2011 година го објави романот Парада на марионетките. Премиерно романот беше промовиран во Скопје, а ќе следи и промоција во останатите градови од Македонија.